Добро утро за нашата гостинка. Ќе имаме сега еве во нашата утринска програма, како што каже Искра и најави, тема првенствено секако дека ќе ве представам доктор Билјана Јовановска од Твој доктор дома. Тоа така звучи, како да кажам, кога нели имаме некои здравствени проблеми, кога ќе слушнеме Твој доктор дома, некако ние како некоја мала утеха, така. Од Халкмет. Тоа е исто и матична ординација. Меѓутоа, прво добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, ви благодарам за можноста што ми ја пруживте да присуствувам утрово и да ми биде и ова утро добро утро со вас. Јас прво би сакала да ве запрашам од каде тоа Твој доктор дома. Твој доктор дома е услуга која што ја нуди Халкмет, која што се однесува за целокупната популација, за сега само во рамките на град Скопје. И името е практично, го кажува нашата цел која е. Нели, докторите сме многу, меѓутоа оној кој што ќе го повика Твој доктор дома, практично ќе има персонализирана грижа, индивидуална грижа за себе, ќе има преглед во домот. Она како што го кажав, доколку почувствуваме нели здравствени проблеми, Твој доктор дома е секогаш достапен да биде тука до нас и секако да сите оние здравствени проблематики кои што ги имаме да ги реши така. Сакав малку поблизу со начинот на кој што го вокабулизирам практично таа услуга, сакав некако да им дадам до знаење на клиентите, на пациентите, дека навистина кога би не повикале би имале персонализирана грижа и би било тоа во тој момент кога сме заедно нивниот доктор, па и после тоа. А има ли повици за Твој доктор дома? Да, апсолутно. Да. Добро, сега сме тука со онаа цел за кардиоваскуларните болести. На 29 септември е денот на срцето. Кога го кажеме срцето, не асоцира и на многу љубов, нели? Но пред се ќе зборуваме и за оние здравствени проблеми со кои што може да се соочиме, но треба и свеста на луѓето да биде поразвиена за тоа како ние да си го штитиме нашето срце или пак кога се однесува за здравјето на нашето срце, односно ќе зборуваме и за кардиоваскуларните болести. Јас за почеток би сакала еве да зборуваме тука, ќе ги ставиме и машкиот и женскиот пол или ќе ги раздвоиме. За некои работи може да ги раздвоиме во зависност од тоа за која проблематика се разговара. За почеток, ако нели целта е да се потенцира кардиоваскуларните заболувања, доскоро во некои од диагнозите машките се позагрозени, меѓутоа има и диагнози после одредена возраст кои што воопшто не ги поштедуваат ни женскиот пол. Така добро, ајде ќе започнеме од оние кои што позагрозената категорија, за жал мажите, меѓутоа кога сме кај кардиоваскуларните болести, што е она што треба да се превенира како превенција и односно што е она што како свеста треба да биде развиена кај да кажеме едве повеќе кај мажите, затоа што мислам дека сега не знам дали ќе се согласите со мене, можеби е малку потешко да се натераат да одат на прегледи, на контроли редовно, меѓутоа еве вака со овој разговор малку ќе ги поттикнеме тоа да навистина да биде во нивната свест дека срцето треба да си го заштитиме и треба многу редовни прегледи. Зашто конкретно станува збори, што и кои се оние ризик фактори кои најмногу го заболуваат срцето? Па видете, јас прво би кажала дека кардиоваскуларните заболувања, конкретно хипертензијата и низа на сите тие кардиоваскуларни заболувања се водечка причина за смртност во светот. Тоа е еден статистички податок кој што ни кажува дека е така, меѓутоа интересен момент е што и покрај тоа што факторите кои што ги предизвикуваат кардиоваскуларните заболувања се модифицирачки, сепак продолжуваат да бидат на место број 1 како причина за смртност. И нели од групата на хронични незаразни заболувања ако разговараме. И тука е единствено нешто кое што не може да се влие генетскиот фактор како причина за појава на... Сепак, значи, генетиката си има улога. Меѓутоа, сите останати фактори во однос на нашиот начин на исхрана, во однос на тоа како го водиме животниот стил, се апсолутно модифицирачки фактори, имено заради тоа и сме денес тука. Лани кога го славевме вториот роден ден, без да потенцирам, пошто е почетокот на септември,
решив да го обележам нашето постоење со една акција на мерење на крвен притисок и шеќер во крвта, а годинава бидејќи закаснив со роденденската прослава, решив да се спојам кон еден светски момент, а тоа е 29 септември, денот на срцето, и преку тоа, именно улогата на сите нас како лекари е да направиме едно освестување, по-високо ниво на разбирање, да си го познаваме срцето, преку организирање на такви акции, за да се потенцира колку се битни тие модифицирачки фактори кои што апсолутно секој од нас може да се погрижи за да спречи, да се појави, независно од полот, за да спречи да се појави некој од кардиоваскуларните заболувања. Тоа се група на нарушување на крвните садови кои што се однесуваат или на коронарниот крвоток на срцето или на крвотокот на мозокот. Се причините, како што напоменав, може да бидат различни. Така. Меѓутоа, како ние да ги спречиме? Која е најдобрата превенција за кардиоваскуларните болести? Да одиме под број 1. Да одиме пешки по скали. Така. Значи физичката активност е... Да. Независно од тоа каков тип на физичка активност би одбрале, се препорачува некаде 3 до 5 пати, барем половина час во текот на неделата пешачење, возење... Во текот на неделата или во текот на денот? Во текот на неделата 5 пати по 30 минути, да, минимум, да. Без разлика на годишната возраст, кога нели зборуваме за физичката активност, што е исто така и фактор кој што може да спречи многу кардиоваскуларни заболувања. Внимавање што јадеме, исклучување на шекерите, јаглехидратите. Кај нас особено сега и превентивни младите, прегледи, така. Апсолутно и превентивни. Без разлика, нели, доколку ние не почувствуваме ништо што се однесува за заболувањата на срцето и слично. Хипертензијата конкретно како симптом на нарушување на сите овие навики кои што ги имаме, кои што не се здрави, хипертензијата и диабетот се практично одраз на нашиот начин, на нашиот нездрав живот. Кој е најдобриот начин за превенција на срцето кога зборуваме за здрав начин на живот покрај физичката активност, значи и храната? Што треба во текот на денот, еве како индивидуа, еве зборам, еве ќе се земам пример, можеби и јас. Што е она што во текот на денот јас треба да го сторам за да направам една добра превенција? Не е само едно нешто, значи ни за активности и одлуки, освен тоа што би го започнале денот со еден здрав појадок, освен тоа што би се движеле во текот на денот, освен тоа што би направиле превентивни некои прегледи, би измериле сега кога ќе организираме акцијата за 29 септември, би измериле ниво на шекер, ниво на притисок на одредени периоди, не секојдневно. Кога сме кај притисокот, јас знам, мислам сите знаеме и од искуство и слично, со оглед на тоа дека високиот крвен притисок е се почесто исто во, барем што се однесува процентуално во нашата земја, каде што се соочуваат многу луѓе со висок крвен притисок. Високиот крвен притисок исто така доведува до кардиоваскуларни заболувања. Што правиме тогаш? Треба да се одат на редовни, освен превентивни. Видете, ако знаете дека имате крвен притисок, треба да се консултирате со лекар во секој случај. Така. Оно што се прави како активност, да кажеме, ако дојдете кај мене во ординација или ако ми се обратите дека... Или вие кај нас, твој доктор дома. Да, јас кај вас. Ако нотираме дека има некакво покачување на крвниот притисок, зависи од тоа каква би била границата на покачување. И во принцип, кога тоа не е над 140, значи за систолен, за диастолен притисок разговараме, тогаш би посоветувала да го модифицирате начинот на исхрана, да измериме колку е вашиот холестерол, дали сте пушач или не сте пушач, и со тоа ќе направиме еден вид на проценка на ризикот да во следните 10 години вие имате некој кардиоваскуларен инцидент. Она што е интересно кај овие состојби е дека и покрај тоа што притисокот како вредност, значи ние сите се вадиме од памет ако слушнеме 180 или 200 притисок, меѓутоа тоа не значи дека имаме мал кардиоваскуларен ризик со пониски вредности. Значи секогаш треба да се земат во предвид сите фактори, вклучително и нивото на холестерол, нивото на шекер, генетскиот фактор, дали фамилиарно имате или не имате некој во фамилијата кој што има срцеви заболувања.
Значи, оно што се треба да се превзема, ако тие вредности, ако вашиот холестерол е, да кажеме, во рамки на нормала, и ако вредностите не се нешто екстремно се или гранична хипертензија, да се прави периодично мерење. Ако се нотира повисок крвен притисок, да кажеме вредности кои што ги напоменав 180, повторно се прави проценка, се мери малку поредовно притисокот, например најчесто може да се случи да дадам задача на некојте во рамките на 7 дена да направи утринско и вечерно мерење на крвниот притисок. За да си имате и после тоа да се направи и да се види каква е состојбата и нормално на крај нели модификација на начинот на живот, внес на јагле-хидрати, рестрикција, повеќе на нели овошје, зеленчук се форсира. Оно што знаеме што е здраво, навистина, овошјето и зеленчукот. И после тоа нормална консултација со кардиолог, ако сметам, односно ако колегите сметаат исто дека има потреба од такво нешто, тогаш пациентите треба да одат веќе на секундарна или терцијерна. Под ризик фактори го споменавме пушењето. Пушењето, со оглед на тоа, ме прашувате и никако да се сетам да го напоменам. Да го напоменеме со оглед на тоа, знам дека ние сме број 1 нација и кога станува збор за цигарите. Што ќе кажеме токму на оваа тема и колку тие можат навистина да го загрозат срцето? Мислам дека е водечки фактор. Водечки фактор. Да, заради тоа што ако погледнеме кои се податоците кои што кажуваат за колку пати се намалува ризикот кај човек кој што бил пушач, во текот на доколку сте престанале со пушењето во текот на следните 3-4 години, значи вие може да си го продолжите животот, да кажеме 10 или 15 години. Со престанувањето на пушењето. Со престанувањето на пушењето или воопшто нели нормално не консумирање на тутун и алкохолот влегува тука како штетен фактор. Кај нас исто така сме поднебје кој што знае да ќе си кажем ајде наутро ние сме повеселбите, нели така, помалку поопуштено цигарче, алкохол и слично, меѓутоа се треба да се има граница. Според тоа што јас можам да не е на секојдневна база, пошто се потенцира воспалителниот момент, најчесто и хипертензијата е ризик фактор. Да, ризик фактор и кога би се искомбинирале практично, би се оштетиле крвните садови и ќе се содадат многу добри услови за да нели се нафати холестерол на крвниот сад и да се потенцира. Имаме уште многу теми да зборуваме, меѓутоа ќе ви се заблагодарам тука што бевте дел од нашата утринска програма. Твојот доктор во Добро утро секој утро, нашиот доктор во Добро утро секој утро и повторно ќе имаме можност да разговараме и на многу други теми, меѓутоа јас мислам дека кажавме што е она најважното и кои се најголемите ризик фактори за срцевите заболувања. Ви благодарам, па се надевам дека и повторно ќе се видиме. Јас се благодарам многу на повикот, пропуштивме еден битен детал. Во петок на 29 септември пред трговски центар Чаирчанка, од 17 часот на 29 до кај 20 часот ќе биде извршено превентивно мерење на тензија на сите заинтересирани граѓани, а во сабота од 10 до 12 часот ќе исто така ќе биде направено превентивно мерење на шеќер во крв, имено за да го одбележиме овој момент и да направиме да придонесеме нешто повеќе во врска со превенција на да се го чуваме нашето здравје. Ви благодарам уште еднаш. Искра, тука ние завршуваме, а ти продолжуваш. Ми се наметна едно прашање, а тоа бидејќи рековте дека вие ги посетувате пациентите дома, што значи за разлика од она кога ние одиме во ординација, вие навистина имате повеќе време, влегувате во нивниот дом да ги запознаете подобро. Ве слушав внимателно и се ми се допадна се до оној момент кога слушав работи што мене не ми се допаѓаат. Еве на пример кога почна пушењето, алкохолот, и претпоставам дека сратите гледачи ќе како. Ме интересира колку ние како народ селективно ги примаме вашите препораки, колку сме послушни, ги почитуваме докторите, сето тоа нели во склоп на колку навистина се грижиме за своето здравје. Да не се навредувам. Одговорот е да не се навредувам. Видете, индивидуален е одговорот, има пациенти кои што ги пратат препораките, тренд е да се чита на интернет и да се како да кажем, да се собираат причес мислења. Моја искрена препорака е кога собираме мислење, апсолутно, затоа постојат и конзилијарните прегледи и консултација на стручно ниво, повеќе мислења, меѓутоа собирање на повеќе мислења, комшиски, комшивката го пие, ова супер е. Треба да се пати релевантни извори, не било чие мислење, така е. Значи, јас
и секој друг колега, мислам дека секогаш ќе го тргне егото на страна ако е основано она нели непослушноста, ако е основана, ако е врз основа на некој стручњак кој што може компетентно да придонесе во начинот на кој што се гледа едно заболување. Меѓутоа, како нација морам да признам дека сме апсолутно недисциплинирани и обожаваме да се преслушуваме, што е најтрагично, некако шетаме лево десно и тука се губат конците. Значи, ниеден лекар нема да може апсолутно правилно да ја прати вашата медицинска состојба ако не ги знае сите работи напред за вас и нормално дека се губи нишката некаде и може да се испушти апсолутно некој момент, да, со тоа што нели така се расчетуваат пациентите. Ви благодарам многу.